редакцијата Racin.mk секогаш со посебно внимание ги следи и ги се фокусира на луѓето во нашето општество кои ги прошируваат границите. Така да кажам најопшто, кои ги поместуваат границите во однос на некакви теми кои се важни за одредени целни групи, за одредени граѓани, а кои пак се важни понатаму за она што значи едно развој на едно прогресивно демократско општество кое е инклузивно, кое не се срами, не се воздржува од тоа да ги отвори темите кои понекогаш може да бидат и табу, и токму затоа треба да се отвараат и да разговараме со нив. Една таква личност денеска дојде во нашата редакција, девојка, Милена Качадаклиевска. Качадаклиевска, прости ми, добар ден. Ја поканивме и те поканивме, сега ќе тебе ти се обраќам директно, затоа што првично, ќе бидам искрен, забележав подкаст кој се вика Секси Мало на YouTube, и кога го разгледав, тој веќе ми се чини како видео продукција, постои веќе година дена, и забележав дека она што го кажав во најавата, зборуваш и отвараш теми, овој пат да бидеме конкретни, станува теми кои се врзани за младите во Македонија, и кои ги отвараш на начин на кој стануваат не контроверза, туку се обидуваш да ја разбиеш контроверзата околу нив и да ги поместиш границите во однос на тоа како се прифаќаат тие теми, како младите реагираат на теми, соговорниците кои ги повикуваш во твојот подкаст да ги отворат тие прашања, тие теми, за да им станат поблиски на младите, за да им предочат на институциите и на системот дека има дилеми и прашања во нашето општество кои треба да бидат земени во предвид и да се разговара, најмалку да се разговара за нив, а потоа и да се прави нешто што ќе донесе промени во позитивна смисла. Ти благодарам што ја прифати поканата и што си денеска тука во нашата редакција. Да почнеме со тоа, што те мотивираше да се вклучиш во ваква активност? Јас ќе кажам дека ти си член на управниот одбор на ХЕРА, организацијата која се занимава со сексуалната едукација на младите и на сите граѓани во општеството и ги отвора овие прашања од еден поширок аспект, но твојата работа се однесува повеќе на младите. И сега ме интересира, тоа реков на почетокот, што те мотивираше да го направиш тоа, да разговараш на овој начин за прашања кои се од исклучителна важност за младите кај нас? Наискрено, јас влегов поприлично наивно со мојот активизам, бидејќи никогаш не очекував дека мене ќе ми биде дадена платформа каде што јас ќе можам да актуализирам вакви прашања, никогаш немав намера да станам глас на младите. Едноставно појдов од еден цитат кој што го прочитав, односно биди во здравствениот кој што тебе ти требал како мал. И за мене било потребно безбеден простор, личност каде што јас ќе можам да се обратам и за совет, дали ќе биде поврзано со сексуално репродуктивно здравје, дали ќе биде ментално здравје, дали ќе биде виша едукација, мене било потребно безбеден простор, бидејќи мислам дека реалноста на голем дел од младите на Балканот е тоа што живееме во домашни средини кои што се уште се доста, да кажеме, и строги. И имаме многу голем број на табу теми кои што не можеме отворено да ги разговараме со родителите. И кога јас навлегов во активистичките води, јас примарно сакав да бидам тоа, безбеден простор каде што никак би можел да се обрати за совет и за помош. Понатаму некако подкастот беше продукт од тоа и многу ми е мило што беше препознаено како нешто што е потребно за младите. Самиот формат на подкастот се нека кратки епизоди од 20 до 30 минути, целната група ни е отприлика средношколци и млади и баш заради тоа може да се изгледа една епизода во рок на голем одмор. Целта е ваквите теми да се доближат што е можно поблиску до младите, на јазик кој што и на нив примарно интересен, и дел преку хумор, ама во тој хумор има и доста голема доза на реалност, да се долави самата состојба во која што младите сме ставени моментално и освен што тие ќе бидат застигнати на некој начин да се дојде до зголемена визибилност кај властите. Така што ваквиот подкаст имаше за цел да актуализира некои теми кои што можеби младите се уште кај нас има голем проблем со апатија меѓу младите. Така што самиот подкаст примерно имаше цел да ги покрене овие теми, да подигне интерес кај младите за понатаму ние да станеме тој бран на промена. Така. Апсолутно, темите како што се сексуалното здравје, сексуалната едукација, образование, менталното здравје, позиционирањето на младите во општеството, визави општеството и визави, така ќе кажам, мејнстрим процесите во општеството, во кои младите си го бараат своето место денеска, е исклучително важно. Самата рече дека тоа се отприлика се уште кај нас
табу теми, па ме интересира како средините, првенствено да речеме оваа средина како што се општеството, училиштата, родителите, како они гледаат на дали добија таму некаков фидбек, дали од таму има некаков отпор во прифаќањето на овие теми, а потоа ќе те прашам и за како тоа го прифаќаат младите на кои ти им се обраќаш. Најнапред мислам дека зависно од темата има различен тип на отпор и различен степен. Например, за ментално здравје веќе е доста актуализирано помеѓу новите генерации да се зборува активно на таа тема, особено помеѓу девојчињата. За момчињата се уште, особено после тој бран, да кажам, алфа мажеци, чија примарна карактерна особина е, не знам, емоционална трпнатост, некако повторно се става тој притисок и ваквата тема да се потесна. Меѓутоа, мило ми е што Хера дури има еден центар што е комплетно посветен како центар за машко ментално здравје, каде што мажите би можеле да се обратат на ваквите теми. Така што ментално здравје е тема што е доста широко прифатана и се актуализира многу и во училиштата, со редовни работилници, со психолозите, со педагозите, сензибилизација на родители, има голем број на работилници за родителите, како да се справат со менталното здравје на своите адолесценти. Меѓутоа, повторно темата како сексуално репродуктивно здравје кај нас е доста обвиена во страм. Сега, последната година дена имав чест да учествувам во едно врсничко истражување кој што беше спроведено на европско ниво. И јас заедно со тим од 4 други волонтерки во Хера го спроведувавме на терен на Македонија. Имавме спроведено врсничка анонимна анкета и неколку фокус групи, мислам дека 6 или 7. И при тоа беше заклучено дека за среќа младите родители се повеќе сакаат да се вклучат во сексуалната едукација на децата, меѓутоа можеби кај нив доаѓа проблемот каде што они не имаат точните информации кои што може да ги споделат со нивните деца и голем број од учесниците се изјаснија дека сепак би сакале некаков тип на структуриран курикулум во училиштата кој што би им бил водилка низ целиот овој процес. Така што ваквите теми почнуваат полека да се актуализираат и се намалува срамот и голем број од младите баш гледаат безбеден простор во нивните родители и поддршка од таму. Меѓутоа, од, да кажеме, поруралните средини добивме мислења каде што ваквите теми воопште не се отвараат или се сметаат за срамни. И вообичаено, како и во врснички едукатор кој што оди на терен и спроведува едукација, можам да кажам дека се сретнуваме со голем отпор од родителите, од училиштата и понекогаш и од самите деца, кои што го имаат интернализирано тоа дека ваквите теми никако не смеат да се отвараат во јавност, иако е поврзано со нешто најинтимно, односно нашето здравје. Ова што го спомна дека помладите родители се поотворени кон овие прашања и поподготвени да прифатат и да влезат во со нивно учество во разговорите, во еманципацијата на младите, на нивните деца, на другарчињата или другарките на нивните деца во училиштето, во тие средини, да разговараат за овие прашања е, да речеме, еден оптимистички знак дека сепак нешто се поместува. Но гледаме дека има средини каде што има отпор, како што ти самата велиш. И уште нешто ме поттикна во однос на машките, во однос на момчињата, дека обично се вели дека тие момчињата не плачат, тие се тврди, тие не се така подложи на овој тип на емотивни искажување на прикажување на сопствените емоции. Но очигледно дека не е така и дека нив им треба оваа поддршка, па сега во понатаму би следувало прашањето што сакам да те прашам. Ти спомна нешто, но ајде да одиме уште еден чекор понатаму. Како твоите врсници, како помладите, особено средношколците, да речам, тоа е некоја, ми се чини мене, некоја критична група меѓу младите, како тие ги прифаќаат овие прашања? Вака, мислам дека средношколците за сега има поделени ставови, бидејќи во по отворените средини, поголемите градови, се соочуваме со група што е релативно посензибилизирана на овие прашања. Иако кај нив ги има тие предрасуди, да кажеме, за родово базирана социјализација, па сега момчињата не смеат да покажуваат емоции, девојчињата смеат. Во оваа конотација само да го цитирам еден од моите колеги од Центарот за машко ментално здравје, потребата не препознава пол. Едноставно, сите имаме потреба за поврзување, сите имаме потреба да ги искажаме нашите емоции, да искомуницираме, да се олесниме и нешто што баш сакам да го актуализирам е причината зашто ние плачеме. Најнапред тоа е биолошка одбрана на телото, односно кога ние сме преплавени со емоции, тоа е еден бран на невротрансмитери кој што го преплавува мозокот и мозокот за да се заштити од тоа ги стрела невротрансмитерите низ слозите. И сега зошто едниот пол да може да го одбрани својот организам, а другиот пол да биде принуден тоа да го притисне. И баш забележано, да кажеме, повеќе симптоми на депресија кај девојчињата, бидејќи тие се оние кои што имаат дозволено од родова социјализација да се исплачат, а кај момчињата не пуштиле ниту една слоза, па понатаму имаме
огромен јас во самоубиствата помеѓу момчиња и девојчиња. Од друга страна, во руралните средини сме многу позатворени кон било каков тип на прашања, дали за ментално здравје, дали за сексуално репродуктивно здравје или дури младинско учество. Така што кај нив, кај средношколците, дел се сведува и на интернализирани пораки кои што ги слушале во домот. Меѓутоа децата се многу, да кажеме, слободумни моментот кога ќе се поттикне таа критична мисла, почнуваат и самите да распознаваат и да одлучуваат сами за себе, што нешто што многу ми се допаѓа, мислам дека е благодарение на социјалните медиуми, тоа што сме обкружени со толков број на информации, што веќе сме поотворени како сунгери се стремиме да впиеме тоа што е во нашата околина. Од друга страна, треба да се работи многу и на сензибилизација на родителите, бидејќи примарната социјализација на децата потекнува од домот. И кога ние веќе ќе пристапиме во училиштата, на некој начин касниме. Ние треба да ги сензибилизираме родителите за тие да пренесат таа порака на децата и да можеме да градиме општество од нула нагоре. Значи, од она што го кажа до сега, можам да заклучам, ќе ме поправиш ако грешам, но постои очигледна разлика меѓу урбаните и руралните средини и тоа е нешто на што треба понатаму да се работи. Ако одиме понатаму со ова интервју, она што некако логично ми следува, ако ги еманципираме, ако ги охрабруваме младите во однос на овие прашања и гледаме дека има одредени поместувања, што е она што треба да се направи сега за тие да почнат да се вклучуваат во нешто што значи активизам за овие прашања. Сега и тие да станат трансмитори или активисти во однос да ги шират овие прашања меѓу останатите, па дури да речеме, дали во таа насока активизмот во една поширока смисла би помогнал и да се намали и овој гап меѓу руралните и урбаните средини, а помладите во поголем број се вклучат како активисти за овие прашања. Активизмот се најмногу ефектот од активизмот се мери во неговите последици, односно општествениот импакт. И сега за ние вистински да ги интегрираме младите во општеството, потребно им дадеме простор, глас и моќ. И сега кај нас некако заглавени сме, да кажеме, на моментот простор, бидејќи многу често младите кои што се повикуваат на младински седници повеќе се сведени на, не знам, токенистички. Младите дојдоа и ги сликавме и ги слушавме и после тоа ги спративме да пијат кафе. Моментот е ние навистина да го слушнеме нивниот глас, да ги уважиме нивните барања и понатаму да ги омочиме, односно нивните барања да бидат претворени и преточени во реформа. Во Македонија сум учествувала на повеќе седници кои што се залагали со политички прашања. Меѓутоа младите не сме многу, да кажеме, отворени да дебатираме на овие теми, бидејќи секогаш во присуство на повозрасни, поискусни лица. И сега првпат учествував на една глобална конференција каде што првиот ден беше посветен целосно на младински форум, односно лица под 25 години кои што бевме заставници на нашите организации и таму многу послободно се отворија младинските прашања и сите покажа ентузијазам да се вклучат во овие теми, бидејќи некако не се чувствувавме како доколку кажеме нешто, некој би нам поправил бидејќи терминологијата не е на место и не немаме доволно искуство со тоа. Ова е многу важно сега што го кажуваш и сакам сега затоа те прекинувам, ке ме простиш, меѓутоа важно е да го нагласиме. Кажуваш дека кај нас просторот, амбиентот каде што учествуваат младите и каде што се поканети да дискутираат, на одреден начин запира или е забавен или оневозможен, заради тоа што не можат да најдат сериозен или одглас како што тие очекуваат кај соговорниците на некој форум или конференција. Што значи дека работите тука треба да се менува. Делно на тоа и делно на моментот што самите млади немаме простор за младинско организирање, бидејќи со законот за млади беше предвидено дека секоја општина би имала свој младински центар, односно како трето место каде што младите би можеле да се организираат, да дебатираат на овие проблеми, понатаму да ги изнесат на седници и состаноци. Така што тоа е првата пречка. Ние немаме простор за организација меѓу себе си, понатаму да ни биде возможен тој глас. Кога излезаме на седница, сега последно, мислам дека во септември бе вклучена на седница, каде што вистински бидов вклученост на младите, беа повикани дури младите извидници и првпат младите самите покажаа иницијатива да допринесат на повеќе. Меѓутоа тоа вие што го кажавте, многу често имаме еден феномен на научена беспомошност, дека моментот кога ќе кажеме ние нешто, ќе ни биде кажано, па младите немате искуство, не знаете. Тука не се ни осмелуваме да го споделиме нашето мислење или став, колку тоа да е релевантно за нашата позиција. И сега моментот е некако да се направи првиот чекор, да се пречекори тој праг и младите да сватат дека сепак имаат простор да би изјаснат своите мислења и ставови, тие навистина да бидат слушнати и омоќени. Она што во еден твој подкаст ти велиш, правиш разлика
и она што значи автентичен активизам, активизам на теренот кој дава резултати и она што ти го нарекуваш или можеби е позамен од негде тој термин кликтивизам, а тоа е активност или активизам на социјалните мрежи. Ајде да ја направиме таа разлика. Вака, мислам, цел го имаме по традиционалните облици на активизам, како што е тој директен протестен активизам, што последно време зема огромен замав на Балканот со протестите во Србија, моментално протестите во Бугарија, што се главно водени од млади. Кај нас во Македонија имавме некој обид за таков тип на активизам, меѓутоа со многу слаб одзив, односно не се одржавме многу долго. И тоа лично како млад активист ми беше доста обесхрабрувачки, бидејќи како човек што ги познава ваквите статистики, докажано е дека е потребно отприлика само 25% од населението за да дојде до еден пресвртен момент кој што навистина ќе се подигне социјална промена и од тие 25% уште пониско 3,5% од населението е потребно во ист момент да излезе на протест за да се подигне некаква радикална промена. Од целото население. Целото население. И ние не можевме да се собереме ниту 3,5% од населението во Македонија, што видела повеќе луѓе пред станица да чекаат во дискотека, наместо да излезат на протест и да се покрене некаков тип на социјална промена. Како си го објаснувавте тоа? Како го елабориравте? Дали имавте некое рационално сознание зошто е тоа така? Најнапред би кажала дека кај нас младинската апатија произлегува најнапред од моментот што голем број од младите нема да останат во Македонија или не сакаат да останат во Македонија. Кај нив секогаш план А е јас ќе си одам и нема зашто јас да се заладам за ова. Моментот е што да се навратиме на апсолутно катастрофалната случка што беше во Кочани. После таквиот настан студентските организации има организирано голем број на масовни погреби, се одеше по различни факултети, понатаму беше контраверзно дали се организираат протести или не. Меѓутоа некако пораката што се пренесе, односно се промаши да се пренесе, е дека не е битно дали ти ќе дојдеш на погреб, бидејќи таму никој не те брои, туку те брои на протест. Потребно е сите да покажеме унифицирана бројка, онаму каде што се брои, никој мене нема брои на погреб, ме брои на протест. Ако после тоа дојдам меѓу тие илјадници на погребот, веќе е предоцна. Јас сум требала да излезам многу порано за воопшто да не ни дојде до тој момент. Така што таа порака кај младите не беше, да кажеме, пренесена. Друга работа во поглед на активизмот е што кај младите има еден осврт према, да кажам, културен активизам или артивизам, каде што, како што знаеме, секогаш музиката ни била и многу слободен простор за критика према властите, можеме преку уметноста, можеме преку стриповите. Оној момент на колективизам кој што вие го подигнавте е онлайн активизам и многу е битно да се препознае дека во моментов младите живеат некаков тип, да кажеме, на двоен живот. Јас имам присуство и онлайн и офлайн. И мојот активизам што е офлайн треба да се пренесе и онлайн. Така што колективизам е некој, да кажеме, buzzword со кој што ние си го опишуваме тоа, меѓутоа може да се сведе многу лесно, да кажеме, да оставиме впечаток дека ние всушност се заладаме за некоја тема, а тоа да не биде така, бидејќи дали јас ќе споделам некое видео или нема, има многу мал импект, можеби само во насока на подигнување на свеста, меѓутоа активизмот не треба да запре со подигнување на свеста. Можеби тоа видео треба да ги пренесе младите до линк за подпис на некоја петиција, до линк, односно страна на организација која што се залага со тоа прашање, па да бидат мобилизирани кон нивната кауза. Таквиот колективизам треба уште доста да се развие, да се осигураме дека нема тоа само да остане така токенистички, туку вистински да има некаков резултат во физичкиот свет. И според тоа младите многу голем дел помасивно сме вклучени во тие онлайн активистички кампањи, бидејќи така и побрзо се споделуваат и можеби на младите им фали и некаков тип на обуки и работилници баш за оној тип на способности кои што би го поддржале нивниот моментален активизам. Дали тоа би значило работилници за видеомонтажи и за подготвување на графички дизајни, стрипови. Така ние ја пренесуваме нашата порака. Едноставно активизмот сега треба да се придвижи кон новото време и да се согласи со потребите на младите во моментот. Тука ќе те прашам за нешто што исто така го зелов од еден твој подкаст. Таму велиш за парадоксот на најконектираната генерација која всушност е најосамена. Сериозен е тој парадокс. Иако ова што го кажуваш ти навистина вреди и навистина треба така да биде кога се веќе младите во онлайн простор, во светот на технологијата, добро е таа енергија да ја пренасочат кон некакви прифаќања и користење на некакви алатки кои потоа ќе им помогнат да ги изразат, да ги соопштат своите барања, своите потреби и така натаму. Но ова што го кажуваш ти зборува за нешто што е еден сериозен проблем. Ако живееме во свет на
максимална глобална поврзаност, а вашата генерација или помладата генерација е најосамена всушност. Да, мислам, ова беа и некои статистики што ги истражува за друг подкаст. Меѓутоа некако се сведува на тоа дека сите живееме во едно глобално село, ама како да сме си затворени во некои наши тврдини со огромни ѕидови. И примерно потекнува од тоа што да, сега во моментов сите живееме двоен живот, онлайн и офлайн. И тоа црпи огромна енергија. И според една, да кажеме, теорија на слоеви на пријателството, ние во нашите блиски кругови може да имаме околу 5 луѓе. Во тие поблиски, да кажеме, подалечни, ама сепак блиски пријатели, околу 15, во значајни контакти околу 50 и да кажеме, максималната бројка е 150 значајни врски во нашиот живот. Меѓутоа, сега секој просечен млад човек кој што ќе отвори своите социјални медиуми, имаме, да кажеме, 400-500 и повеќе следбеници. Тоа е само на една мрежа. Јас контактирам и на Instagram, и на Messenger, и на WhatsApp, и на Snapchat, и Telegram, и TikTok, и сите други социјални медиуми. Така што јас сум постојано преплавена со пораки и в мене може да отворам 50 четови во еден ден. Ама дали таа интеракција е значајна за мене е многу различно прашање, затоа што на крајот од денот тие интеракции не се сведуваат на вистинска длабочина, туку само останува, да кажеме, некаква трансакциска врска меѓу нас. И втората работа со тоа што ние живееме двоен живот е тоа што се создава еден јас помеѓу реалната личност која што сум во секојдневието и личноста која што јас се представам онлайн, односно персоната. И тоа не одделува уште повеќе едни од други, бидејќи се сведува на некој начин на споредување, надпреварување едни со други. Кој кај бил, каква слика извадил, и мене примерно да кажам, да почнам од себе си, што сум главен виновник во ова, многу пати ми е кажано: Милена, кога ќе те видиме на Инстаграм, кога ќе направи човек муабет со тебе во вистински живот, ти си комплетно различна личност. Така што јас потекнувам од самата себе дека и јас сум еден од личностите кои што всушност го придлабочува ваквиот проблем. Меѓутоа, тоа е реалноста во која што живееме огромен број на младите. Имаме персона, имаме реален карактер. Другата работа е тоа што младите во моментот чувствуваат и огромен притисок поради компетитивност, да кажеме, на тој работен пазар. Дури студентите, ретко кој познавам во моментов да не студира, работи, праксира, волонтира, прави мал милион работи за своето CV и на крај не ти останува енергија за да се вложиш во тие блиски врски, туку максимум што можам да направам е да споделам рил или мим за тоа колку се чувствувам прегорена. Така што веќе немаме ниту енергија, ниту простор за да се поврзуваме младите едни со други. И на крајот е моментот, да кажеме, на целиот културен шифт од колективизам кон индивидуализација, односно се појавуваат голем број на, така кажани, ниш интереси кои што секој се стреми себе си што е можно повеќе да се издвои од толпата. Дали тоа ќе биде за CV, дали тоа ќе биде за градење на свој бренд, сите сакаме да бидеме издвоени, уникатни. И тука веќе се губи секаков тип на конекција меѓу нас, бидејќи кога ти се стремиш да бидеш потполно собствена индивидуа, ти создаваш некој твој меор и веќе не се ни поврзан со општеството и луѓето што се околу тебе. И кои би биле излезните решенија од оваа ситуација? Кои се препораките? Дали, не знам, сега е веќе, или не знам дали е соодветно за овој момент да го спомнам тоа, но дали дополнителната едукација или забраните? Кои се решенијата за ваква ситуација? Дополнителна едукација и забрани, претпоставувам дека се мисли на сите форми на насилство кои што може да излезат преку интернет просторот, особено AI, односно вештачката интелигенција. Моментот со забрана е дека дури да се забрани нема назад, затоа што AI многу често го споредуваат и со измамањето на нуклеарната енергија. Бидејќи ние сме знаеле дека има потенцијал за нешто добро и нешто лошо, не значи дека човештвото сега ќе го закофа тоа затоа што има потенцијал за нешто лошо, нема веќе никогаш да го отвараме. Тоа е кутијата на Пандора што е веќе отворена. И тоа е со AI. Едноставно во моментов дури да го забраниме, пак ќе најде свој простор не на темната страна на интернетот. Младите се веќе доста запознаени со тоа. Тогаш треба да се движиме во насока на едукација и сензибилизација, односно етичка употреба на AI, како тоа да се користи не само на AI, туку генерално на интернет просторот, бидејќи со подамот на интернетот и таа дигитална генерација, да кажеме, се појавуваат и многу нови облици на насилство кои што не се ни воопште препознаени во закон. Ние немаме ниту јазични начини да ги поименуваме, не па да ги дефинираме и да ги конституираме. И наставно потребно е прво да се работи кон препознавање на ваквите форми, сензибилизација и проширување и едукација во училиштата, бидејќи
За среќа имав прилика да се вратам назад во моето средно училиште преди одреден проект кој што го работев и ми беше многу мило да слушнам дека одредени проекти кои што биле почнати јас кога сум била таму и сум се залагала со оваа тема, сега се продолжени и се прават огромен број на напори што е можно почесно младите да бидат запознаени со самиот протокол за справување со врсничко насилство, како да препознаат, како да пријават, што всушност тоа подразбира и се врши да кажеме редовна сензибилизација на новите генерации, само новите. Прва, втора година поинтензивно, трета и четврта се веќе запознаени со тие теми и начинот на кој што се действува, меѓутоа тоа да кажеме е попривилегирана положба за моите ученици кои што се наоѓаат во некоја гимназија кој што навистина се залага за тие прашања, а можеби за ученици кои што ваквите прашања воопште не се ни ставени на мапата на проблеми во тоа општество, се на некој начин изолирани, никогаш не можат да бидат способни да го препознаат насилството кое што се врши врз неа. Какви препораки ти би дала, например, на родителите, на учениците, на институциите кои треба да водат грижа за тие прашања? Кои се препораките по одделни категории и групи? Гледате, јас како млада личност, идам психолог, можам само да зборувам од тој аспект, тоа што не можам да кажам од правнички како да се постапува. Меѓутоа најнапред би кажала како совет за родителите, самите они да се запознаат со предизвиците кои што се соочуваат нивните деца, бидејќи они не биле растени како digital natives во тој онлайн простор, меѓутоа нивните деца уште од раѓање сме со телефоните во рака. Така што треба да се запознаат со самото да кажеме искуство со кое што децето сега се соочува, бидејќи доколку во нивната генерација врсничкото насилство прекинувало моментот кога ќе се вратат дома, тоа се случувало на улица или во училиште, моментот кога ќе се вратат дома нивните деца може и да стане уште помасивно, бидејќи сега го имаме пристапот преку телефоните, да кажеме на многу поголема скала да се врши тоа врсничко насилство, да нема спас ниту дома, ниту кога ќе се пресели, ниту кога ќе смени училиште, тоа е нешто што ќе го следи детето. И тоа е еден огромен, да кажеме, притисок кој што младите го чувствуваат бидејќи си свесен дека не можеш да побегнеш, дури и да смениш училишта, и тоа е некоја ситуација на безизгледност со која што претходните генерации никогаш не морале да се справуваат. Така што за родителите најнапред препорака да се сензибилизираат на ваквите теми, да сватат што всушност значи тоа и на емоционален аспект за нивните деца да се соочат со ваков тип на насилство, а понатаму се бараат решенија за да кажеме покренување на стапка против насилниците и многу да се стави акцент на работа со психолог за реинтеграција на тоа дете кој што било жртва на врсничко насилство. Ова те прашувам и заради тоа што изложеноста на она што значат закани ризици во интернет просторот и особено она што го нарекуваме темниот интернет, од каде што учениците, децата, тинејџерите и така натаму се особено изложени заради тоа што самата ти велиш ако порано кога ќе си стигнале дома, кога немало телефони и овој тип на дигитализација, завршувале насилството од оној физички тип или психички. Порано, сега ова насилство на интернет продолжува бидејќи ги чуваат телефоните со себе. Ние објавивме една многу вознемирувачка репортажа на британски Guardian за апликациите што стануваат, што се помасовно се користат, а што тинејџерите стигаат до нив и ги користат за да ги nudify, се вика, например, едната од апликациите и да речеме нивните врсници, најчесто девојчињата, со таа апликација ги разголуваат. Да речеме и потоа ги пласираат тие фотографии, deep fake фотографии, лажни фотографии, но кога иако се лажни, тие се апсолутно сериозна емотивно потресно соочување на оние кои ќе видат дека некој со нивните фотографии така изманипулирал. Пак го поставам ова прашање затоа што е исклучително важно, ти исто така го насочуваш, но уште еднаш да нагласиме таа потреба родителите да бидат постојано во контакт со децата, за да не остане она дека комплицирани се односите. Не се толку комплицирани за да нема решение. Да. Како што спомнавме претходно, со технологијата се развиваат и облици на насилство кои што ние се уште не знаеме како да конституираме во законот. Мислам, ваквото искуство со Nudify е, да кажеме, на екстремна страна од спектрот. Претходно можеме да ги наведеме насилство како типот на креирање на лажни профили со кои што се слекуваат информации од децата или се злоупотребуваат или се врши врсничко насилство, односно cyberbullying. А можеме да споделиме само тип на насилство што се вика doxing, односно кога приватните податоци на лицето се споделуваат онлайн и сега јас не морам да го вршам насилството. За мене тоа ќе го направат уште 10.000 други кои што стигнале до тие информации, им било досадно и решиле да ми пуштаат пораки.
Исто така друг тип на насилство е да кажеме cyberstalking, кој што жртвата се чувствува постојано под надзор и добива пораки и закани од типот на не знам те наблюдувам или ваму таму. Тоа е нешто што претходните генерации никогаш не се соочиле, не е концептуирано во законов, не знаеме како да се справиме. Овој тип на deepfake е нешто што мене ме потресува до кожа, мислам до коски, затоа што ризик фактор, освен што е за ризична категорија се децата, големот ризик фактор е ти да си девојче во таквиот интернет простор. Бидејќи Едејќи момчињата не се засегнати од таквиот тип на насилство, меѓутоа секогаш доколку се има нешто повредено сексуална содржина, примарно се погодени девојките. И јас како психолог во моментов се уште немам одговор, мислам како студентка по психологија, меѓутоа многу ме плаши што тоа понатаму би значило, бидејќи е нешто што се уште немаме направено некои етички регулативи како тоа да се користи, дури да се стават забрани. Секогаш знаме дека ќе постојат сајтови кои што ќе ни овозможат ние да ги заобиколиме тие забрани и да стигнеме до таквиот материјал да го направиме она што сме наистина умеле да го направиме. Дали тоа во иднина ќе значи дека сите само ќе треба да се помириме, дека некој некаде ќе може да ни извади таква слика и ќе треба само да се прифати да се живее со тоа, а вие како што кажете тоа е сериозен напад на егото на една личност што може да остане со неа долготрајно. И дали понатаму за 20-30 години ќе биде нормализирано сите да имаме по една таква слика и нашиот работодавец да го игнорира тоа. И јас сега пак кога влезам на интервју ќе се тресам дека некој го видел тоа, дури и да е лажно. Таа слика постои и мене тоа ќе ме прогонува. Така. Океј, жал овие интервјуа секогаш имаат некоја минутажа која треба да се приочат. Жал што ќе го завршиме разговорот, но да се вратиме за на крај, исто пребарувајќи за подготовката на ова интервју, она што ти го работиш и што си го работила и на подкастот и како активисти преку Хера, сретнав една реченица која вели младите се моќта што го менува Балканот. Тоа е веројатно од еден форум кој се однесувал на младите од овој регион, но да го тргнеме Балканот. Дали веруваш и што е тоа што би го упатила како порака до младите, дека можете да го менувате светот околу вас? Оваквата порака, да кажеме, извинете, може ќе се приложи нека минута, ама морам само дека мене ми е малку меч со две острици, затоа што од една страна да, младите се апсолутно моќта на Балканот, на светот, ние го движиме светот напред, треба да ги утврдиме оние работи кои што не функционираат од претходните генерации, да се заложиме за нивна промена и да истраеме додека тие не се променат и не си го изградиме светот во сликата која што ние сакаме да ја гледаме. Меѓутоа од друга страна, кога се вели младите се промената која што доаѓа, некако топката се пренесува од едната генерација на другата. А младите историски не сме во тие години каде што го имаме, да кажеме, капиталот, социјалните конекции, социјалниот престиж, која што би можеле да ги спроведеме толку директно ваквите промени. Така што се повикува и на поддршка од постарите генерации и еден, да кажем, интергенерацијски диалог во кој што ние заедно ќе изградиме таа промена. Бидејќи не може да се преправаме дека сега ќе чекаме да изумрат последните диносауруси и од нула ќе почнеме младите да го градиме светот. Едноставно тоа е нешто паралелен процес. Значи младите го градиме новиот свет со поддршка од постарите. Така што младите повикувам што е можно поактивно се залагаат и ако можат на протести да ги земаат и нивните родители, постарите генерации, да бидат освестени дека и они се уште, иако не се во тие највиделни години, имаат активна улога во оформувањето на едно општество. Не се само младите, туку сме сите засегнати. Така. Ти благодарам многу за ова интервју и за тоа што ја прифати поканата. Ти посакувам многу успех и понатаму. Ќе ја следиме твојата работа, бидејќи е важна и ќе ја афирмираме и се надеваме дека ќе го постигнуваш тоа што го имаш зацртано како своја цел. Фала ви многу.